Немој да отвараш сметка кај првиот брокер што ќе го видиш на реклама, бидејќи најверојатно ќе те ограбат преку скриени трошоци уште пред да го направиш твојот прв профитабилен трейд. Добродојдовте во епизода 14, каде точно ги ставаш твоите пари и кој ти одзема дел од нив без да забележиш. За да тргуваш на американската берза ти треба посредник, а тоа е брокер. Брокерот е апликација што ги извршува твоите налози за купување или продавање. Тука почетниците паѓаат во две крајности и две огромни стапици. Првата стапица се апликациите кои користат маркетинг трикови и велат, кај нас има 0% провизија за тргување. Парите што не ти ги земаат како провизија, ти ги крадат тајно преку така наречен спред. Тоа е разликата помеѓу куповната и продажната цена. За да ме разбереш наједноставно, замисли ја локалната менувачница. Ако отидеш да купиш евра, ти ги продават по 61,8 денари. Ако сакаш веднаш во истата секунда да ги вратиш и да ги продадеш истите евра, ти ги откупуваат по 61,2 денари. Таа разлика од 0,6 денари е чистиот профит за менувачницата. Истата работа ја прават и лошите брокери на берзата. Затоа, кога влегуваш во трейд, автоматски си во дебел минус. Втората стапица се платформите кои отворено те дерат со огромни провизии на секое влегување и излегување од трейд. Што е уште полошо, тие намерно форсираат постојано тргување. Нивните апликации се дизајнирани како видеоигри за да ти создадат адреналин и да те навлечат на така наречено овертрейдање, односно прекумерно тргување. Зошто го прават тоа? Затоа што нив не име грижат дали ти заработуваш или губиш, тие си наплаќаат дебела провизија на секое твое кликање. Колку повеќе пати тргуваш, толку побрзо ти ја празнат сметката. Во Prime Class ние ги учиме студентите како строго да избираат само професионални платформи кои работат во твоја корист. Јас лично за моите трейдови ги користам Trading 212, Interactive Brokers и Freedom 24. Овие три платформи се покажаа како најсигурни, имаат најниски трошоци испред и нудат многу фер услови. Важно е профитот да остане кај тебе, а не кај алчни посредници. Твојот избор на брокер е темелот на овој бизнис. Ако избереш погрешен партнер, ќе банкротираш пред воопшто да ја разбереш стратегијата. И сега кога знаеш како да го избереш вистинскиот брокер, сигурно се прашуваш дали мораш веднаш да ризикуваш сопствен капитал за да вежбаш. И одговорот е не. Во следната епизода зборуваме за моќта на демо сметките и како точно да започнеш со точно $0. Се гледаме таму.